Земјоделците ќе мора да прават почести агрохемиски анализи на почвата и во зависност од резултатите да вршат прихранување на културите. Вака сметаат агрономите, според кои струмичките земјоделци понатаму фрлаат ѓубрива по нивите без да знаат каков е квалитетот на почвата, односно кои хемиски елементи недостасуваат. Најдобро е да се изврши претходна агрохемиска анализа на почвата, да го видите составот на хранливите елементи или на минералите па и органските материи во почвата, па потоа да пристапите кон ѓубрењето или евентуално употреба на одредени типови на ѓубрива. Исто така, при оваа агрохемиска анализа на почвата, стручна во лабораторија реномирана, ќе дознаете и pH, односно киселост или алкалност на почвата. Ивановски апелира агрохемиската анализа на почвата да се прави исклучиво во сертифицирани лаборатории. Парите што ќе се дадат за испитувањата се минорни во однос на штетите кои може да се предизвикат со прекомерно фрлање ѓубрива со одредени елементи. Од 800-900 денари, па во колку сакате, па и микроелементи да испитувате, може да дојде до 1500-1800. Сега не знам точно цените, али релативно е ефтино, затоа што кога ќе се земи колку една вреќа минерално ѓубре НПК ѓубриво кошта, а вие може не само што ќе избегнете, него и штети ќе направите, тоа е сосема минимално во процент вкупно е многу мал трошок во однос на целокупното производство и користа. Агроекспертите тврдат дека со примена на агрохемиската анализа, земјоделците ќе знаат за потребата од правилно и навремено ѓубрење на културите, а со тоа изголемување на приносот и квалитетот на производите.